Похрабар е тој кој ги победува своите страсти, од тој кој ги победува своите непријатели, бидејќи најтешката победа е победата врз себе си. Рекол учителот на Александар Македонски, филозофот Аристотел, а мислите на мудрецот како да се пресликуваат во повторната делба надвисната над Македонија. Како да ги победиме собствените зовриени страсти во миг кога се менува името на државата, но се цементира идентитетот на македонецот. Геостратегиските играри и повторно надвиснати над Македонија. Малку подзаборавената реторика на патриоти и предадници е повторно актуелна, а релацијата власт-опозиција председател на вистински тест. Гости во вечерашното издание на Отворено. Велам добра вечер за поранешниот председател на Собранието Стојан Андов. Добра вечер, добро дојдовте во студиото. Марко Трошановски од Институтот за демократија. Добра вечер и за вас. Господинот Фатмир Бесими, професор и поранешен вице-премиер за евроинтеграција. Добра вечер. И мојот колега Љубиша Николовски, новинар. Добро вечер. Добро вечер и за вас. Исто така на линија го имаме Павле Васкопулос Филипов од Виножито, кој што денеска излегува со еден став околу ова за што денеска ќе дебатираме, за договорот со Грција, за тоа што се случува до неја, но пред да го вклучам господинот Васкопулос, прашање до господинот Стојан Андов. Господин Андов, бевте учесник во создавањето на независна Република Македонија, прв председател на Собранието. Од онаа Лисабонска декларација до денес, дали овој договор е најдоброто што можевме да го добиеме? Да, ова е најдобро. Мислите дека немаше историски моментум во кој што можевме да добиеме подобар договор од овој? Не. Имаше позатегнати ситуации, ама за решение немаше. Грција секогаш играше и беше вака тврда на сите овие договори. Па таму имаше некои и помирни, поразбрани луѓе, да речеме Мицотакис беше еден од тие, меѓутоа беше блокиран во неговата партија. Таму беше Андонис Самарас, кој уште е активен и кој сега не може да замисли во името ние да имаме Македонија, зборот Македонија. Така да, а потоа дојде Андреас Папандреу, исти како Самарас се однесуваше кон нас. Фактички до подпишувањето на привремената спогодба, речи 2 години он беше на власт, не отстапи од барањето да може да се преговара за средување односите со Скопје, како тој викаше, ако раководството во Скопје донесе акт со кој се откажува од зборот Македонија во името на државата. Постоја ли тогаш директни контакти со грчките официјални представници? Видите, директни контакти, всушност нема. Они има заклучок да не остваруваат директни контакти со нив. Јас имав една средба, тајна таа беше, тоа беше на 1 февруари 1992 година, на почетокот на овој спор. Бев на еден ручек со Мицотакис и Константин Мицотакис и Хенри Кисинџер. Таму имавме еден вака нормален разговор. Сега да не го прикажувам тоа што се било таму. Инаку од тоа наваму им беше забрането од тогаш, од 2 февруари се одржа состанок на врвот кај председателот Константин Караманлис тогаш и се заклучи од никој официјална личност од Грција не смее да контактира со представници на непризнаена држава како што е Скопје. Така беа работите. Добро, така да од сите историски околности, вие тврдите дека денеска сме на едно највисоко ниво во односите со Република Грција и дека максимумот извлечен од овие преговори, кои безмалку се 27 години, но реално последните 6 месеци беа најинтензивни. Добро, благодарам. Тука го вклучуваме господинот Павле Васкопулос од Виножито. Господине Васкопулос, добра вечер за вас. Добро вечер и од нашите краишта. Да, баш ми е драго што се слушаме.
Господин Васкопулос, првично Виножито го поздрави договорот со Грција, денес изгледа со еден малку модифициран став во однос на договорот. Би можеле ли да ни објасните зошто? Па видите, ние пред се анализираме ова ситуација и македонско-грчки односи спрема грчката позиција и грчката политика креирана уште од почетокот на 90-тите. Бидејќи генерално речено знаеме како е ситуацијата не само во Грција и на Балканот пошироко, дека агресивните национализми секогаш и во минатото донесиле проблеми и жртви и знаеме многу добро од старите генерации каков тип реперкусии имаше. Зошто ние на некој начин имаме позадржаност околу употребувањето на таков тип префикси, што веќе станува збор за договорот. Како и да е, ние, како македонци во Грција, настојуваме и сакаме да има добра, конструктивна иднина и позитивни односи не само помеѓу Република Македонија и Грција, туку и по широко. Мислам дека не се лажам ако кажам дека географски префикси, одредување значи на таков тип политички субјекти во цела планета, да типично да зборуваме сега за Кореја или Виетнам или не знам Осетија, Јужна, се најпресно. Ово е спрема нашите анализи почва, фундамент за евентуална манипулација за експанзионистички и редентистички политики. Од чива страна би биле тие експанзионистички и редентистички политики? Видите, ние знаеме и можеме од наша гледна точка да ви кажем како во грчките школи, и не може и случајно, дека стануваше збори за потребувањето на префикс Горна Македонија, Северна Македонија и така натаму. Ние учевме дека Горна Македонија или Северната зона на ова Грчка Македонија спрема грчкиот мит, да кажам, не ја ослободивме за време на Балканските војни. Сакаме ние да бидеме ефтен принципијални. И затоа сметаме дека не треба и не би сакале идните млади генерации автоматски да прават асоциации за поделби, за соединувања и таков тип конфликти. И вие ве молам да слушнеме и ние да слушнеме за некој си Северна Лапонија, мало дете да е инстинктивно ќе прашува што е со Јужната. Добро, но во секој случај, колку што разбра, вие во соопштението го поддржавте договорот во делот на она што се вели идентитет, придавката македонски, македонец. Не ли мислите дека таа ќе помогне, да речеме, и во оваа ваша битка која што е за зачувување на идентитетот? Видите, да ви кажам искрено, клjuč уште од самите почетокот на овие конфликти порано. Нашата позиција како нажито е дека, бидејќи сме пред се грчки граѓани, би сакали настојуваме сите овие години да реформа при грчката национална идеологија. Конечно, значи, целиот систем и прекообразовниот систем, јас и ние во Виножито ќе се радуваме да има заедничка комисија, да пишуваат заеднички книги за историја и во минатото, и конечно просечен грчки граѓанин да дознае дека има друг тип на македонштина од ово што во Грција се форсира со децени и прави исклучителна конекција со античкиот свет. Дозволите да објаснам точно како ние учиме и сите генерации тука во Грција. Исклучително се прави поврзување со античката Македонија, дека ова Македонија е грчка, бидејќи едноставно овие антички племини биле грчки племиња и затоа секогаш имаме апсолутно право на ова земја што се вика Македонија. Ово што е некој вид политички став, не е само тоа. Ова е со децени садено при секој грчки граѓанин. Ние како граѓани тука пак апелираме цело ово време
да не се направи таков тип манипулација, било со антиката или од друга страна слично и со некои си словенски компоненти. Да се креира, значи да се објаснува на сите сограѓани тука во Грција што то значи национален идентитет во модерен Господине Васкопулос, ви благодарам за сега. Да, останете уште малку на линија да ги чуеме соговорниците, па ќе се вратиме и со вас. Трошановски, ги видовме и главните стравови, да речеме, и на македонците во Грција, на дел и тие што се тука, тоа се тие идентитетски прашања околу кои што главно се врти сега и прашањето за договорот, дали е добар, дали можел подобар. Учествувате вие во повеќе анализи во однос на тоа што граѓаните би прифатиле. Сметате ли дека еден ваков договор, веќе ги знаеме сите детали од договорот, може да мине во општеството? Како што спомна господинот Васкопулос, декади наназад и во едната и во другата земја историјата создала одредено чувство кај граѓаните што тоа значи да биде историографијата, државната, официјалната, создала одредено чувство што значи да се биде македонец. Голем дел и во грчката страна, особено во делот на хеленистичката култура и незино поистување со Александар Македонски, голем дел од тоа е длабоко вкоренето и е потребен се разбира по многу подолг период, меѓу другото како и промена на историските учебници, така и државна политика да се промени тоа чувство. На крајот на крајшто дека Темерини имаше неодамна пред неколку дена новинарски прилог кој што зборува за прогоните во Егејска Македонија, палењето на силата и слично, што беше незамисливо претходно и е дел од таа демистификација и деконструкција на грчкиот национален мит. Од друга страна, кај нас изминатите години на антиквизација исто така во голема мера ги засилија чувствата на луѓето, идентитетските чувства во делот на античките корени. Сето тоа во анкетите се резултира со голема поларизација моментално помеѓу популацијата. Последното истражување што го правевме со Македонскиот центар за меѓународна соработка покажа дека буквално популацијата е поделена 50-50 по прашање на промена на името и да, идентитетот беше едно од трите најважни работи за кои што граѓаните беа прашани дали би ги што приоритетно би зачувале. Сега немаме нова анкета апропо овој договор, но верувам дека се работи и дека наскоро ќе ја има, бидејќи ако тоа било едно од прашањата кое што граѓаните ги интересирало, ќе видиме како вклучувањето на одредницата македонски за националноста и јазикот влијае врз перцепцијата на граѓаните. Апсолутно, да. Голем дел од одговорите се заснова и на предпоставки што би бил евентуалниот договор, бидејќи информациите беа премногу малку и селективно, разбирливо селективно пласирани и се разбира одговорите на испитаниците се заснова на сопствените субјективни чувства околу тоа што им е загрозено или што би сакале да добијат. Сега кога имаме веќе конкретен избор и договор на маса, мислам дека да, треба да се направи ново истражување и ќе се направи во таа насока и дека ќе добиеме многу повалидни резултати кој е јавното мислење по овој прашање. Бесими се чини дека пред Македонија престои повторно едно жешко политичко лето, подготовки за референдум, но претходно она што во Македонија голем број од граѓаните со нетрпение го очекуваат, покана за НАТО и одлуката на Европското семејство за датум за почеток на преговори. Но ова што сега се случува, ова поделба, овие протести кои што пред неколку дена беа и насилни, мислите ли дека може да ги загрози овие НАТО европерспективи? Мислам дека важно во овој момент е дека сите, и политичарите, меѓутоа и општеството, и секој граѓанин да ја свати важноста на овој процес. Значи, секој со своето однесување, придонесува на некој начин за Македонија да чекори посигурно напред или во одредени аспекти да влијае негативно врз имиџот на Република Македонија во овој период. Но клучно е дека Македонија веќе со овие чекори, со потпишувањето на овој договор и претходно со Република Бугарија, ги доби, значи,
позициите во рамките на Европска унија, како и во НАТО, односно се очекува да се даде датум за преговори и покана за членство во НАТО. Значи, овие се клучни моменти за перспективата на Република Македонија и мислам дека важно е пред се политичката елита врз основа на демократски процеси и механизми да го спроведе овој диалог, разбирливо е во плурализмот да има различни мислења и ставови, но важно е дека тоа треба да биде врз реална основа. Реално е во моментот дека Република Македонија знаеме дека по случај на решавање на одредено отворено прашање, компромисот секогаш е некаде подоле од тоа што го имаме како првична позиција. Односно, тоа што е важно, и ќе го цитирам една важна изрека на канцеларот Меркел, она вика дека компромис е добар компромис е тој кога двете страни се подеднакво незадоволни. Ако ја видиме опозицијата во Грција и опозицијата во Македонија, тоа е од подеднаквото незадоволство? Да, на тоа алудирав. Меѓутоа, важно е дека се обезбедува перспектива. Тоа што ова ситуација се нуди за Република Македонија е перспективата, односно евроатлантската перспектива, но да не должам повише со оглед на времето. Покасно ќе објаснам и со бројки што тоа значи за Ќе се вратиме на придобивките од НАТО и ЕУ. Николовски, промената на името дојде како своевидна изнуда, барем така се чувствува тоа во македонското општество, во добар дел од македонското општество. Тоа ни е на сите јасно, но мислите ли дека таа изнуда може да предизвика такви негативни чувства за да доведе до тие поделби кои што можевме да ги видиме на Младен, две прашања. Дали е добар договорот или не и дали има различни мислења и поделби? Има една важна работа. Ние се разликуваме во што? Ние досега не сме имале понудена опција и сега немаме. Ние прв пат во историјата на преговорите за 27 години сме на чисто со една позиција што оваа влада ни ја дава. И можеме да ја прифатиме или не. Но ние ни тогаш, ни сега од актуелната опозиција немаме алтернатива. Ние не можеме да одлучуваме. Ние по што се разликуваме? Заради што едни протестираат, а други не? Која е другата опција за да можеме да бираме меѓу две или три опции? Да. Ќе го цитирам само премиерот Заев, пред малку го слушавме на Канал 5 беше тука и господинот Андов, вели, тоа прв пат го објави, имаме бомби кои што се предадени во специјалното обвинителство, каде што Груевски прифаќа Горна Македонија и Северна Македонија, што беше своевиден, гледам сега тоа го цитираат и сите медиуми во ваквото. Значи ли ова дека ние сме можеле овој спор да го решиме и многу порано и да не изгубиме 10 години, например? Зашто таа опција не ни беше понудена? Ние како новинари, јас да речеме со од 5 жили сум се трудел од тогашната власт да го слушам кој е нивниот став по прашањето на името. Дали тие беа подготвени да го променат името, а да не го променуваат уставот, како што сега се чини дека добивам впечаток, тие и сега не се изјаснуваат дали го прифаќаат Северна Македонија, дали се против само промените на уставот, или името им е решено, или се и против тоа и против двете работи. Ние имавме само една понудена опција, господин Андов се сеќава, тоа беше двојната формула која што во старт беше отфрлена од Грција и таа не проаѓаше. Значи, ние дури немавме ни обид да се откажат од преговорите. И тоа беше опција. Значи, тие нити се откажа од преговори, нити преговара, нити ние знаевме дали воопшто се преговори, зашто се преговара. Сега, значи дека овој значи, договор е делби добар. не ги разбирам, затоа што овие луѓе пред собрание велат ние сме за вечна Македонија. Ајде да видиме снимки од пред собрание, само значи, на не знам кажем. дали ВМРО ДПМ е за вечна Македонија или за некоја друга Македонија. Кога ќе знаеме за која друга Македонија расправаме, ние ќе одбереме. Сега не можеме да бираме, само ќе прифатиме или не нешто што е понудено. Велите, не ги разбирате овие луѓе што се пред собрание. Чувствата на луѓето секогаш се за разбирање, бидејќи тоа се чувства. Абсолютно. Од кој аспект не би ги разбирале? Мислите дека се изманипулирани, индоктронирани од никого? Апсолутно. Организирани? Бидејќи имаме луѓе што гордо си ја пеат македонско име, нема за тие не ја знаат точната вистина. Тие денеска бараа прием од новиот претседател на ВМРО ДПМН, бараа поддршка, можеби не знаејќи зашто ова ВМРО ДПМН се залага. Ни мене ни ми е драго овој договор, особено зашто мора дома да се нарекуваме Северна Македонија. Не верувам дека постои човек и во преговарачите кој што радо го прифатил овој компромис, но тоа е цената на компромисот. Можеме да го прифатиме на референдум или не. Овие луѓе не говорат за пред собранието за промена на устав,
Тие говорат за вечна Македонија. Таква, не знам дали има као политичка опција воопшто во Македонија. Добро, господин Андов, се поставија повеќе тези и прашања. Едно од клучните сега е во јавноста како ќе во овие неколку дена или десетина дена до состанокот на европските министри, како ќе помине во собранието договорот, а особено што ако председателот не го потпише указот за ратификација на договор? Добро, јас би рекол и прво еден друг аспект, мислам е важен. Фактички Македонија, нашата држава, владата, зад не стоеше и председателот на Републиката и сите ние 1992 година, 5-6 дена пред средбата во Единбург на европските лидери, до собранието предложи промена на името. Предлогот беше место Република Македонија да биде Република на Македонија во заграда Скопје. Според тоа не е ова сега прв пат да се иде. Ние расправавме 3-4 дена за таа работа. Разбравме оти не тоа беше некој договор со Мицотакис, само не минал во својата пратеничка Тоа група. не мина во Грција или во И воопшто тамо не не се постави мина, во овде Македонија? немаше многу расположение, па искористив јас една деловничка можност да минеме на следната точка, а да не ја завршим ово, да не гласаме тамо. Можеше и ние тамо му гласале не му против и намчени гласаа против повеќето. Атмосферата беше. Само сакам да кажам дека не е ова прв пат да македонското раководство прифати промена на името. Исто така ова не е прв пат. Да, но забелешката на Николовски беше дека никогаш граѓаните не знаеле за тоа. Како не знаеле, има 4 дена расправа во парламентот. Сите се пренос имаш. Заборавиле? За Република Македонија Скопје? Да. За која година говорите? 900. 92 година. 92 година. Јас говорев за сега, бидејќи за... Добро, не е важно Букурешт и сега го Ајде да демонтира не дека било спориме така, ние. значи, Да не спориме ние сега. Ајде да добро, не кажеме е ни како важно било и сега што толку, било. да. Не, ја пев на таа седница, се сеќам. 92 година. Не разбирам, Љубиша. Мислам дека Глигоров говореше за Република Македонија. Да, се сеќаваш сега. Не, Се сеќам, види Скопје сега. дека имало сугестија од американците да се прифати или не, точно не се сеќам, но ја знам таа. Значи не е така да немало, никогаш не сме имале ние некој став или и така натаму. По актуелните проблеми, промена на името и измена на уставот, ние така водевме сметка дека за тоа е можно и ако успееме, дури и добро. Ние уставот го изменивме, го донесуваме на 17 ноември 1991 година, а го променивме на 6 јануари 1992 година. Го сменивме, 2 члена сменивме таму, ги дополнивме и тоа го договаравме и со Бадентер и така натаму. Само грчката страна имаше мислење дека тоа не е доволно и така натаму. Така да и сега кога се станува збор за тоа дали да се менува уставот или не да се менува уставот, пред тие прашања сме били исправени и сме имале ситуација која не наводувала, ако можеме ние да ги решиме, а тоа ние се боровме за меѓународно признавање, Македонија не беше меѓународно призната, ние бевме илегалци. Нашите од нас бегаа сите, никој не смееше да се сретне со нас службено. Го пративме пред да не примат во Обединетите нации Денко Малевски. Тој беше тамо како експерт во босанската делегација. Не може да влезе во Обединетите нации. Луѓето овде немат јасна представа за тоа како треба еден народ и една држава да се избори за своите интереси и ништо се минува, мора да мине за да може да ги постигне. Добро. И сега во актуелниот миг да се вратиме. За овој миг да се вратиме.
Мислите ли дека ова мазно може да помине и референдум и председателот да... Види, мислам, мој впечаток е дека одлуката на ВМРО ДПМН, бидејќи се залета, па беа многу против, е конструктивна сега да даде можност, барем мнозинството, без развлекување на времето, без некои прекиди, без вакви и такви работи, да даде можност да се исполни првиот услов собранието да го усвои договор. Така да не е тоа, не гледам дека е нешто лошо со самото тоа состојбата. што ВМРО ДПМН ја напушти денеска седницата, некако како да ги отвори вратите на Ја владината олесни. коалиција да го донесат Постапката договорот. ја олесни. Ја олесни постапката, бидејќи во политичката група на ВМРО ДПМН може да седнат сега и да направат 40.000 амандмани. Тоа не го направија. И утре ќе го донесат законот. Така, Ќе го ратификуваат. ќе го законот за ратификација. Да. Така да мислам оти не е така очајна ситуацијата како на прв поглед изгледа. Ке и секого работи малку искриено, умот му работи и му сигнализира што е алтернативата на таа работа. Во што ќе влеземе ние ако ова Добро, не... благодарам, но што станува со председателот кога ќе стигне кај него на подпис? Па јас мислам оти тој ќе го потпише. Овој пат и тој се свесен, без оглед на неговите изјави. Тој изјавува како да не е председател, туку како да е крал. Ние имаме устав, се знае што може да дури и у кралствата, уставните монархии тоа не го допуштат така. Донесува одлука за аболиција, замислите. Иако, фактички, аболицијата може да се однесува на еден или двајца, а масовното помилување оде само во уставот стои дека е само преку собранието. Само собранието тоа може да го направи. Он му зеде функцијата на собранието. Тоа е кривично дело, луѓе. Така да слично се случи и со другите постапки негови. Влечењето со мандатот, давање, надвор од сите овластувања на председателот е тоа. Мислите ли дека тој може да биде подложен на некои правни консеквенции, да не речам... Како не. Може, мислам оти, ако продолжи така, тоа е узурпација на власта во Македонија. Она што му припаѓа на други државни органи, председател си го зима сега, тоа е самодржавие еден вид и тоа е тешко кривично дело, бидејќи работи против уставот се работи и мислам оти обвинителот ќе си покрене нормална постапка против такво однесување на председател. Ако покрене постапка обвинителот против председателот како што вие мислите, тоа нема да ги намали неговите ингеренции или неговиот однос кон прашањето за договорот за името, доколку се разбира не се произнесе, не знам, некоја друга институција за да го потпише. Како би го потпишал тој договор? Ако е кривично гонење председателот на собрание, сосем е нормално да го потпише председателот на собранието и да се заврши со указот. Но тоа не постои таква одредба во уставот. Ако е осуден, да, меѓутоа ако е под обвинет, секој што е обвинет е невин додека не е осуден. Не знам, ќе видиме, ја мислам тоа е можно. И тоа треба да е свесен тој. Треба да биде свесен за тоа. Тип сосема јасни се состојбите. Благодарам. Он постапува како што не смее да се постапува. Оно што стои во договорот со Грција е дека по ратификацијата на договорот во парламентот, владата на Грција ќе го извести Советот, Европскиот совет, дека нема замерки на отварањето преговори по ратификацијата без подписот. Сега тука е малку нејасно, нели, за да се ратификува закон се носи, за да се ратификува договор се носи закон за ратификација, за тој закон да стапи во сила мора го потпише председателот. Тоа е следот на нештата. Меѓутоа, верувам дека вешто е тоа и намерно е така срочено, токму за да се избегне оваа можност, оваа пречка. Да. И инаку се согласувам дека опозицијата беше конструктивна, можност за 40.000 амандмани немаше овој пат бидејќи се европско знаме, 3 дена има, мора во 3 дена да се... Тоа не се знаеше тоа. Да, мора во 3 дена и така натаму, меѓутоа мислам дека текот на нештата е таков, дека судејќи по изјавите на председателот, не верувам дека ќе го потпише барем во првиот наврат, но верувам дека исходот од референдумот
доколку е позитивен, председателот би требало да стави подпис следејќи го. Сака да кажете дека сега и без подписот на председателот, Председателот на референдумот не става никакви подписи. Не, доколку доколку граѓаните на референдумот го поддржат договорот, тогаш и ратификацијата на меѓународниот договор треба да добие подпис. Зошто да чека до тога? да, меѓутоа до тогаш дали нема да излезе во службен весник тој закон за ратификација? Не може да излезе во службен весник, противзаконски е без подпис на председател да излезе. Како што Што мислите за оваа теза што ја разви? Како што заглави Законот за употреба на јазиците? Што мислите за оваа теза што ја разви господинот Андов дека председателот неколку пати го крши уставот со овие прво со аболицијата, второ со недавањето мандатот, трето со непотпишувањето на уставот на законот за јазиците и четврто ако повторно не го потпише, дали може да биде кривично гонет? Она што е сигурно е дека во уставот не постои санкција за непотпишување на законот, што на некој начин е фалинка, можеби недопрецизирање на уставот. Како се понатаму правните консеквенции не можам да коментирам, бидејќи не сум правник на вистина. Добро, повелете. Во уставот не стои можност да не потпише. Не е дадена таква можност. Во уставот се вели постапката кога ќе се изведе. Тој може да не го потпише, ама да го врате мора на собранието, должен е да го врати и го враќа. Собранието потоа го разгледува, ако има амандмани, владата да даде, или предлагачот на законот, или некој друг пратеник ќе даде, амандманите ќе се разгледат, ќе се утврди тој нов текст, или па стариот текст, се едно кој текст ќе дојде на гласање во постапката и кога ќе се изгласа, нема друга варијанта, не му е допуштено друго да прави осем да го потпише. Нема правна основа да не го потпише. Мислите дека тоа е основа за прекршување практично на уставот на законот? Да. Добро, Николовски, што мислите за оваа интересна теза, прв пат ја слушам, би сакал да ја прокоментирам. За ова што Да, Па ја прво не се слагам некаде толку демократски чин од страна на опозицијата, тоа што им дозволиле на една практичен чин да владеачкото мнозинство на брзина тоа го продискутира без особени пречки, практично да, но не гледам дека тоа е некој нов правец што сегашната опозиција го прави. Тие постојано велат сега не сакале да бидат соучесници во еден ваков чин на носење на предавнички закон. И ми се чини се повеќе во низа од 10 години изигравате на сеирџиска политичка ситуација во која што никогаш ние не можеме да знаеме кој е нивниот став за клучни прашања, а камоли да потпишат и да донесат одлука за значајни прашања од животот на граѓаните, како што е прашањето за името. Значи, нити сака да бидат учесници, нити соучесници и повторно мислам дека го местат председателот Иванов, тој некој друг да ги реши прашањата, друг да потпише, а тие да бидат чисти пред граѓаните, значи тие мислам дека се грижат само за својата позиција и став. Ништо друго не ги интересира. Мислите ли дека ВМРО-ДПМН не сака да го блокира носењето на законот, но политички да профитира од договорот што е направен со они го чекаат моментот кога ќе биде потребното гласање до третиско за промени на уставот. И тоа ќе видиме како ќе се однесува демократски. Сега пуштаат малку да тече водата, но не се изјаснува. Добро, но тоа е после референдумот. Тоа е Сега после зборуваме референдумот. за овој миг. Како го цените ово однесување на опозицијата? Мислам дека на сите им е јасно и очекувано беше дека Македонија треба да има ваков договор со цел да се отвори патот за нашата перспектива, односно тоа исто така е дел од нашата стратешка определа. Во собранието има поминато, има донесена одлука и изгласена од пратениците и тоа не еднаш, туку неколку пати и резолуции за нашата перспектива во НАТО. Цел овој период кога се зборуваше за ова отворено прашање, мислам кој да мислел дека нема да има договор од овој тип, тоа било само илузија. Или намерно во одреден период тоа да се искористи за домашен политички амбиент, како што тоа го правеа и одредени политички партии во Грција. Меѓутоа, тоа што во конкретниот случај, ја мислам дека во договорот покрај овој содржинскиот аспект, важно е дека има и временска рамка, има чекори предвидени, значи очигледно дека има сериозен пристап во однос на имплементација на овој договор. Сите овие што беа спомнати тука во однос на правните прописи за
за имплементација на овој договор, да не се повторам, јас би рекол дека тоа што е важно кога ќе се прашат граѓаните, кога оние директно ќе го дадат своето мислење по однос на ова прашање, нема многу да зависи тој чекор, односно тој процес од тоа дали ќе се потпише договорот што ќе се ратификува од страна на претседателот во овој меѓупериод, а исто така е важно дека Советот на Европска Унија како и самитот на НАТО, значи за нив ќе биде доволен показател волјата во собранието. Собранието, ако евентуално се гласа 2 пати, мислам дека на сите им е јасно што се случува во Република Македонија. Не треба да се објаснува. Што се случува? Во однос на тоа дека ние имаме мнозинство, владеачко мнозинство кој го поддржува овој договор што е најдобро можно решение до сега по цел овој период и што нуди перспектива за Република Македонија. Апропо тоа што претhodно го кажа во однос на тоа компромис е кога двете страни се подеднакво незадоволни, во афирмативна смисла е тоа договор кога двете страни се подеднакво задоволни, односно вин-вин. Република Македонија со ова добива ЕУ и НАТО перспектива, што значи и економска перспектива. Грција исто така ќе стане промотор на европската интеграција во Балканот и ќе го презема приматот што го имаше со Солунската конвенција претhodно најавено. Европска Унија ќе добие нов моментум за тоа дека приказната на Европска Унија, мировната приказна и обединувањето на Европа продолжува, значи покрај сите предизвици. Значи на некој начин сите добиваат по нешто, значи и во тој контекст мислам дека оваа позиција што го кажува претседателот сега во цел овој исход во однос на референдумот нема да има некој импакт за да се пречи да се организира референдум каде што граѓаните ќе се изјаснат во однос на ова прашање, а меѓувреме мислам дека е критично и исклучително важно да се објасни целиот процес и што тоа значи за иднината на Република Македонија. Да, само додам нешто. Мислам дека ова неизвестност околу потпишувањето и дали ќе има некој период на ратификација без подпис на претседателот во службен весник, необјавување, нека не им пречи многу на грците, затоа што и тие се соочуваат со една, барем за нас, неизвестна ситуација до крајот како ќе заврши целиот процес и таму има избори, таму треба да се ратификува и таму е мнозинството на тенки нозе, имајќи предвид дека едно од коалицијските партнери на Сириза можеби сега ги поддржа во гласањето на договорба, но нема да ги поддржи во ратификацијата. Така да мислам дека тоа го знаат и грчката страна и дека и Европската унија е свесна за тоа. И малце го тргат на страна, оставаат еден простор каде што не знаеме како ќе заврши, ама веројатно тоа е колку е добро за нас, толку е добро и за нив, или лошо за нас, толку лошо и за нив. Добро, изборите во Грција се дури следната година, не се толку. Затоа оваа година треба да се случат сите овие работи и референдумот. Ратификацијата во Грција е на крај. Ако таа не заврши како што треба, се пропаѓа во вода, ако гледаме така. Грција може да го ратификува веднаш после референдумот и уставните измени во Македонија. Тоа би се случило. Нема мнозинство, Ципрас, за ратификација. Ратификацијата не е со двотретинско мнозинство? Во Грција. Па има мнозинство? Нема мнозинство. Ајде, објасните ми го малку ова, зашто од мене не ми е јасно. Ципрас има мнозинство од 153 напрема 127 пратеници. Го доби сега на Парнос Каменос рече дека нема да гласа, нема да го ратификува. Ќе мора да бара сојузници во помалите опозицијски партии. Дали ќе успее, не знам. Сега треба да се каже, Грција е сериозна држава со традиција и е држава која има посебно место, посебна позиција, дури и у Европската Унија, бидејќи и НАТО, нејзината стратешка позиција каква е и така натаму. Таму во Грција, без оглед на сите наши приговори, што се точни нашите приговори за тие внатрешни нивни односи и така натаму, сепак демократијата има своја логика. Мислам оти нити Ципрас, ниту овој Коджијас, ниту сегашното гласање за доверба на што им е дадено, не би влегле во една ваква операција ако со сигурност не очекуват да кога ќе му дојде моментот да биде ратификуван договорот. Јас ќе ве подсетам, во
1995 година, кога беше заклучена привремената спогодба. Андреас, стариот Папандреу, фактички беше присилен од околности да ја прифати таа привремена спогодба. Тоа не беше негова ориентација, не беше негова желба. И затоа подпишаната привремена спогодба не е ратификувана во Грција. И ако не е ратификувана, таа се спроведуваше. Не беше изнесена пред парламентот. Затоа што мнозинство таму имаше, тој имаше убедливо мнозинство, имаше ПАСОК тогаш. И ако им наредеше на сите тие че гласаа веројатно, само бидејќи тој до тогаш даваше отпор, не сакаше да чуе за таа работа, за уопште следувањето од нас со нас, без да се откажиме од името и така натаму. Мислам и тој остана на тоа да важи. Ако не беше ратификувана, важише спогодбата. Добро, но тука ќе треба да се ратификува и нешто друго. Тоа е приемот на Македонија во НАТО. Тој не може да заврши без да биде ратификуван не само договорот, туку и приемот во НАТО. Тоа е, да. Тоа е точно. многу значајно Секоја прашање. членка на Ајде НАТО да го прашаме, Васкополос ни е се уште на линија. Васкополос, ги познавате добро грчките прилики. Мислите ли дека во ова парламентарно мнозинство во Грција има снаги за ратификација и на договорот со Македонија, а подоцна и на ратификацијата на приемот на Македонија за членство во НАТО? Видите, зависи од моментум се развира, затоа што Ципрас и ова партија нема мнозинство од една страна, коалиционите што се од партнери веќе најавуваат дека нема да гласуваат евентуален договор кога ќе стигне на парламентот, ама од друга страна има и пратеници во другите партии, што гледат позитивно и сакат да се надмени оваа пречка и да се ратификува овај договор помеѓу двете држави. Ако пристигнува поблиску до овие избори што идната година ќе има во Грција, секако ќе биде може и потешко да се гласа како што треба позитивно во грчкиот парламент. Слично ќе одат може работите и во зависност која ќе биде владата идната година. Колку ќе знам, овие реформи околу договорот што треба да се прави и во Република Македонија и така натаму, ќе треба да помине еден период што не можеме да знаеме како ќе биде идните години со економската криза и овие реформи што се спроведуваат во Грција и што презема ова влада што е сега на власт. Добро, се чини Заев и Ципрас ќе бидат во трка со времето во наредните 6 месеци, така барем изгледа од оваа дистанца тука. Има и таква перспектива, а вие знаете во Републиката како е, ние се граѓани во Грција и можеме да анализираме како е тука состојбата и да кажеме дека евентуално е полесно за таков тип реформа при македонското прашање, затоа што е толку истрошен протестен Грк, веќе 7-8 години со ова економската криза, не е случајно дури таков тип демонстрации по повод овај договор последната недела, се маргинализирани овие, значи, ЕПН, екстремни групи, што демонстрират против договорот, што е огромна разлика како што беше со тие демонстрации во Солун и во овие градови во Северна Грција. Добро, благодарам за сега. Трошановски, референдумот во Македонија, Заев денеска изјави дека се уште не знаат дали ќе биде задолжителен или консултативен номинално, но како и да е, резултатите вели од референдумот ќе бидат задолжителни за нас, без разлика дали ќе го напишеме на овој или на оној начин. Дилемите каде се? Мислам дека референдумот треба да биде задолжителен. Тоа го мислам затоа што станува збор за едно од најдлабоките, најинтимните прашања на секој граѓанин во оваа земја и во таа смисла доколку изјавата е каков и да е одлуката ќе биде задолжителна, не гледам зашто да не биде задолжителен и самиот референдум, бидејќи втората опција ги изигрува, ги става под сомнеш намерите
искрените намери. Може би сака да каже, значи, ако е консултативен, а резултатите се задолжителни и да нема цензус од 51 од 100, па со излезени 40, од кои 80% гласеле за, да рече, еве, готово, граѓаните го прифаќаат. Дали тука некаде ја гледам таа замка или? Таквиот пристап повторно ќе Калкулантски е? Калкулантски, мислам дека луѓето ќе го препознаат и ќе донесе горчина во колективната меморија на граѓаните за собствената за одлуката која што се однесува на нивната иднина. Добро, без ми сега ќе ве прашам тука малку и како представник и на ДУИ на некој начин. Вие бевте против референдум за ова прашање, вашата партија. И сега дилемите околу тоа задолжителен или консултативен. Каде се од политички аспект? Како што спомна, значи политичките представници во земјата мора да сватат дека ова е процес над партиски интереси. Ова е за државни интереси, односно каде што се цени кој е оптималната патека до решението. Оптималната патека е дефинирана во тој договор, каде што двете страни се договорија на тие 29 страници, колку што се сеќавам беше договорот, значи како ќе тече целиот процес. И во конкретниот случај граѓаните се тие кои на референдум, пошто ако го читаме експлицитно како стои во договорот, стои како можност да се организира референдум. Значи не е задолжително во договорот, како можност, бидејќи таква е климата, таква имаме ситуација и важно во една демократска земја да се даде можност на граѓаните за едно вакво прашање да се направи. Мислам дека тоа е сосема во ред, но ќе повторам тоа што претходно го кажам, значи исклучително е важно да се објасни на граѓаните. Че има важен процес на објаснување на се ова што значи, не само тоа промена на име и тоа што го дискутираме денес тука и тоа што значат емоции во однос на идентитетските прашања и тоа, стручната јавност покрај политичарите ќе го имат прилика да го кажат свој збор, но и тоа што се придобивките, што после ова, што нуди овој договор, која е иднината, односно перспективата што го нуди овој договор, што тоа значи за младите во Република Македонија. Ние мора да споредиме која е тоа што претходно беше кажано, која е алтернативата. Алтернативата е блокада во евроатлантските процеси. Тоа ако се случуваше во Република Македонија, таа клима на нерешавање на отворени прашања во Балканот ќе значи губење на перспективата каде што сите земји се заложија од 90-те години па натаму за членство во ЕУ и НАТО. Значи, ова е клучната тема. Ако ние ги споредуваме Албанија, Бугарија, Романија и земјите од Централна и Источна Европа кои станаа членки на НАТО од 2004-2009, економскиот раст, гледано странските директни инвестиции, домашните инвестиции, новите работни места и многу други економски параметри многу јасно кажуваат на слики, ако зборуваме со јазикот на бројките, многу јасно се гледа позицијата на тие земји од како стана членки на НАТО и ЕУ. Тоа е еден голем сигнал јак дека овој регион ќе стане стабилен. За Албанија бидејќи најтазен е тоа искуство некако после приемот во 2008-та, односно после поканата во 2008-та, колку се зголемија таму инвестициите? Транските директни инвестиции од 600 милиони на 1.200.000, па наредната година 1.500.000 на годишно ниво зборувам. Долари како странски директни инвестиции. Меѓутоа, тоа не само во Албанија, слично се случуваше и во Бугарија, во Романија, во земјите од Централна и Источна Европа. Значи има огромен скок на странски директни инвестиции, но исто така и на бруто домашниот производ раст, вкупните инвестиции во земјата и многу други параметри економски што покажуваат дека земјите стануваат економски поатрактивни. Меѓутоа, ако ги споредуваме по реална споредба, не само овие години, во цел овој период, таа декада откако земјите на Централна и Источна Европа станаа членки на Европска унија, не ни треба многу да образложиме. Ние се сеќаваме како во 90-тите години како беше Република Македонија економски со стандард визави Бугарија, визави другите земји, Руманија и Чешка и другите земји, и каде се денес тие, каде е Република Македонија и Балканот. Зборуваме Западен Балкан што не е членка на Европска. Зборуваме кажано од аспект на продуктивност на трудот, кажано од аспект на
вработеност, кажан од аспект на раст на животниот стандард и многу други параметри, дури и во квалитет на живот, како здравствено осигурување, исто така и во она expectancy of life, значи животен век, значи исто и тоа продолжен квалитет. Значи овие се статистики кои јасно покажуваат за деценија и пол која е разликата на земјите што стана членки на ЕУ и каде сме ние во Балканот. Пред неколку минути ги спомнавте и придобивките, не само за Македонија, секој си го наоѓа својот ќар, да речеме условно речено, од овој проект за внесување на Македонија во НАТО и за почеток на преговорите со ЕУ, но дали го занемаруваме малку влијанието на Русија и дали таа во овој момент ќе седи мирна без да предизвикува некакви обратни релации од тоа што сме навикнати. Впрочем, некои велат дека и ова што сега се прави преку протестите делумно инспирирано од некои руски врски со поединци во општеството. Господин Андов, геополитички, како би го тоа гледале вие? Па видите, сега општото мислење во Европа е дека Русија може да прави такви работи. Меѓутоа, земете го во обзир и фактот што Лавров го поздрави заклучувањето на овој договор. Може некои остатоци од надежта, некоја друга надеж на кај некои наши луѓе, дека може да дојдат до некои привилегии во општеството. Мислите дека тоа повеќе е инспирирано од внатрешни инспиратори, отколку од надворешни, кои што имаат своји релации со Русија? Јас не знам дали Русија воопшто е вмешана во овие сегашни, само сакам да ви кажам, оти вакви работи имаше и 93-та година, кога требаше да влеземе во Обединетите нации. Имаше демонстрации големи пред тоа. Така да, а за времената спогодба како дојде, се заканува дури и со насилство. Исто така, страшно многу демонстрации се подготвува, не се одржаа заради атентатот што се случи. Сватија, ама за тоа се одржаа собири кои велеа да... Основната теза е иста. И 93-та, и 95-та, и сега, дека се работи за предавство. Како може да се работи за предавство? Што, ако сме предале 93-та година, што сега може да се предаде? Што е тоа што сега останало и можеме да го да биде предавство? Добра, благодарам. Трошановски исто перспектива на сето ова ситуација е дека за прв пат во самостојањето имаме избор. Точно имала македонската страна изградени позиции во Република Македонија Скопје, меѓутоа ниту една позиција до сега била прифатлива за Грција, следствено не била реална алтернатива. Следствено ние сиот овој процес живеевме од една страна во постојано исчекување на решавање на спорот и потребата да озачуваме името на државата и националниот идентитет, меѓутоа на друга страна немавме никакво конкретно заемно прифатливо решение. Ние немавме алтернатива. Она што е вредноста на сегашната ситуација, како што кажаме на почетокот од емисијата, е дека луѓето можат да изберат. Имаат конкретно решение прифатливо од двете страни, кое што ќе им обезбеди придобивки, ги изложи вице премиерот економските, меѓутоа не се само и економски, тука се и на ниво на стабилност од аспект на НАТО, но и се идентитетски гаранции кои што досега ние ги немавме. Македонски јазик и националност државноста македонец. Мислам дека клучните два столба на тоа како ние колективно взаемно се препознаваме како македонци се загарантирани. Имавме со ФИРОМ, меѓутоа тоа не проаѓаше. Дури немаше ни обид да пројде со поранешна Југословенска република. Името и јазикот, господин Андов, беа таксани. И како поранешна Југословенска република Македонија ги имавме тие придобивки. Но името не ни проаѓаше никако таква. Значи ние моравме да... Ние имавме јазикот македонски и кратенки, и МКД, и МК. Го имаме одамна. Да. И се разбира, тоа е јазик на народот. Меѓутоа, се работи за тоа што
да речеме, и за идентитетот, и за јазикот, и за македонски народ, македонец, ова, она, не сакаа да чуат, да речеме, Грција, ама не само и Грција. Па сите имаше премногу се оние што сметаа дека квалитетот на договорот е впрочем што и во една поширока смисла го гарантира. Дека сме ние измислени и како народ и како држава од Тито и од Коминтерната. Тоа е основната теза што лежеше кај сите овие наши што не оспораваа и што не... Сега е крај на тоа. Тоа е отфрлено како можност, како гледиште. Ова ќе помогне ако споровите за јазикот во што постојат меѓу некои кругови во Бугарија. Исто така. Овие кои се најцврсто против било каков идентитет македонски овде, сега го решават тоа на еден многу културен начин. Благодарам. Во меѓувреме одат инсерти во живо од пред собранието на Република Македонија, каде што, како што можеме да видиме, ситуацијата е смирена, демонстрантите мирно си демонстрираат, што секако е добра вест. Тука ќе ги вклучам студентите од правниот факултет. Ве молам, представете се и за кого го насочувате прашањето. Добра вечер, јас сум Цветковски Никола, студент на политички студии. Сакам да насочам моето прашање кон господинот Трушановски и господинот Андов. И најпрво да направам кратка компарација. Законот за употреба на албанскиот јазик беше обележан со европското знаменце за да заобиколи Комисијата на политички систем за политички систем. Истиот преседан се користи за билатералниот договор со Грција, со што се избегнува Комисијата за меѓународни односи. Дали сметате дека ваквите постапки представуваат злоупотреба на собраниските процедури и со тоа повреда на демократските принципи? И истовремено, дали ваквите преседани може да бидат употребени од било која идна власт со цел воведување на недемократски начини на управување со државата? Ви благодарам. Многу легитимно прашање. Мислам дека во случајот со законот за употреба на јазиците, како што Институтот за демократија имаше реакција, процедурата на прогласување на ставање на европско знаменце на законот не ги следеше до крај провизиите со кои што се утврди, критериумите по кои што се утврдува кога некој закон припаѓа на треба да се стави европско знаменце. Мислам дека процедурално во случајот имаше прекршување, иако тој закон стојам се уште е многу потребен на Република Македонија. Во овој случај, како што рековме, не сум сигурен колку е таа процедура прекршена, но ризикот кога се тркате со време, особено кога имате спринт, буквално, како во оваа ситуација со законските ограничувања или фази, или деловнички можности да донесете одреден закон, кога имате целата таа збрка, институционалниот момент неретко се занемарува. Се заобиколува, би рекол. Големите политички акти низ историјата и неретко имале вакви институционални потврлања. Да му оставиме простори на господинот Андов. Дали се прекршува собраниската процедура со европското знаменце, прво за законот за јазици, а сега за овој закон? Па добро, тоа е познато дека со законот за јазиците беше прекршена процедурата и не можеше да биде под европско знаме, немаше основа. Тоа го кажа и Хан. И потоа се отклони таа. Без тоа знаме се расправаше понато. Без европското знаме се расправаше и мислам законот мина една нормална процедура. Нема процедурални тешкоти и околу. А сега? Овој пат, мислам, оти ние фактички се бориме за нашиот европски пат. Ова е типичен акт за забрзување на нашето влегување, уредување односите напредок во европската агенда наша и во влегување во НАТО, а исто така и во Европската унија. И затоа, мислам, сосема е на место сега. Неспорно е што овој акт е означен
законот е означен со европско знамеце. Дали ваквите врзување со процедурите може во иднина нели друга власт да ги злоупотреби со цел воведувањето такви некои недемократски принципи на владење? Па ова не е недемократски принцип, ова е... Таков ризик. Се употреба истиве преседани сега што се случуваат. Видите, дали идна влада што ќе правиме, ние не знаеме, се разбира, како што не знаевме што ќе прави председателот, нели, кога го биравме, така да не можеме да претпоставиме како ќе се однесува идната влада. Може би без оглед и да не били овој случај, може да направат процедурални грешки и така натаму. Меѓутоа, ја сега зборам за ово што било. Точно е тоа дека од Европа ни дадоа на знаење дека да не брзаме со тоа знаменце кај законот за јазиците, а овде цела Европа го поддржува овој договор. Се смета дека е тоа исчекор кон Европа, кон европските вредности и кон Европската Унија. И зошто, каде ќе го ставиме ние знамето европско, ако не го ставиме овде? Или само ако ни кажат таков и таков закон направите за правосудството, па сме го земале тој урнек од таму, па за тоа ќе му ставиме знаме. Ова е типичен закон кај што треба да стои знамеци. Процедуралните преседани се случуваат неретко во млади демократи, како што е и Македонија, и се дел од зрењето на системот. Овие, например, ситуации што ги имавме како со законот за употреба на јазиците и непотпишувањето од страна на председателот, укажуваат дека ние, барем нормативно, се немаме целосно и детално обмислено, дека нашата политичка култура е се уште во еволутивна фаза и следствено законодавачот не ги земал во предвид сите насоки во кои што може да се развиваат политичките процеси и генерално би ја гледал во голем дел како дел од државното зрење на земјата. Само ако може да дополнам, иако не беше директно упатено, бидејќи приметив два пати спомнавте дали се воведе во прашање демократскиот процес, односно демократски. Значи беше кажано и треба да појасниме дека станува збор за демократска процедура, демократски процес и ова. Проценка е на владата која вообичаено, сега кажувам од искуство, вообичаено се Европска комисија се утврдува која група на закони кои пред се во делот на законите што се во реформските закони што во текот на годината државата од извештајот ги презема како обврска, дека во текот на годината ќе ги помене во собранието. Со цел тие да добијат интензитет, динамика во реализација, да не потпаѓат на дневните политички партиски дискусии или калкулирања, оди по ова патека, значи со европско знаме. И во двата случаја мислам дека има допирна точка и е консултирана Европска комисија. Последното веќе знаеме дека исклучително е важно, бидејќи беа сите вклучени во решавање на овој спор и потпишување на овој договор. Во првиот случај со законот на јазиците исто така е важно во контекст на тоа што тоа стана исто така дел од тој политички договор од Пржино со цел за да се задржи домашна коезија, да не се блокираат функционирањето на институциите, беше проценка на владеачката структура во координација со тоа да оди дел од законот во Венецијанската комисија ради различните ставови тука во Република Македонија и да се даде опција и трета страна да даде своје мислење. Мислам дека тоа беше основната причина. Сега коментари може да има, но сепак станува збор за демократски процес и користење на демократските механизми во Република Македонија. Повелете? Добро вечер, јас сум Руфа Демиров, исто така студент на политички студии. Моето прашање е во насока на поделеноста на народот. Дали сметате дека причината за оваквата поделба е тоа што овој договор во себе носи и добри и лоши страни, па народот се фокусира дел на добрите страни, дел на загубите што ќе ги добиеме, или пак можеби причината за оваа поделба е психолошкото делување врз емоциите на народот? Ајде од Љубиша сега да... Па, ја мислам во почетокот се обидов баш на ова прашање да одговорам. Еве не знам ти што мислиш зошто се има разлики и во што се разликите меѓу тие што го прифаќаат и тие што не го прифаќаат овој закон?
Прашањето е, лично мислам дека постои еден вид на заблуда на оние кои што не го прифаќаат. Има едни што не го прифаќаат затоа што не сме успеале да видиме тоа што сме. Значи во битката со еден посилен партнер како што е Грција, за која стојат сите други европски земји, не е само Грција сама. Значи ние сме морале да се бориме со цела европска, и господин Тандов знае, со цела европска заедница од почетокот, Единбург и така натаму. Ние мислам дека еден дел од граѓаните живеат во заблуда, дека ова претходна власт 10 години не замајуваше дека тие нема да го сменат името, а преговарале за промена на името. Никогаш не ни кажа која е нивната опција, за да можеме сега да бираме, подобра беше таа на ВМРО да помене, ова е полоша. Ние не сме имали избор, ние имаме прв пат решение на маса и звучи вака како што звучи. На никого не му се допаѓа, ни мене, ни вас, на било кој, бидејќи треба да го сменим името. Од Љубиша треба да стана Младен. Може не сакам да се викам Младен, ама се ако мора да се викам Младен, во ред. Она што боли, знаете што е? Мене не само што ќе ме викаат Младен, сите, затоа што така решиле, мора и жена ми дома и сам дома да се викам Младен. Тоа е најболната точка. И тука е, но ако не било така, ќе била двојната формула. Тоаш грците може да не викаат како сакат, ама ние дома сме си Љубиша и така натаму. Јас затоа, слушајте ги изјавите на граѓаните пред собрание. Ние не сме за промена на името Македонија. Македонија останува, и во ФИРОМ имаше Македонија, и во Социјалистичка република Македонија имаше Македонија. За која Македонија тие се залагаат? За таа на СДС, за ВМРО или таа што ја креирале во нивната глава? Ја не знам вие како замислувате какво име е тоа вечно Македонија. И сега е останува Македонија. Северна Македонија. За 30 години, за 50 не знаеме што ќе се случи. Значи ние мораме нешто сега да одбереме од ова што ни го дава. Јас може да кажам? Може кратко, да. Да. Мислам оти секој крупен настан во почетокот многу резерви предизвикува и различни мислења и тоа е доста нормално. Цел народ не може веднаш да свати. Тука има агитатори кои сега делуват да се уште малку подели народот, уште подлабоко ако може да се подели народот, кои ги убедува дека е ова предавство. Мислам, оти таа работа брзо ќе се излече, ќе се свати оти не е ова предавство, туку напротив се остваруваат долгорочните цели на Македонија и се затврстува нејзиниот меѓународен положај, а исто така и се отварат можностите за внатрешен развој, за иднината на луѓето, на младината и така, и се отстранува онаа опасност од непризнавање, од стигми од сите страни и така натаму. Веќе Македонија станува нормална земја. Бидејќи е тоа така, мислам оти за овој период до референдумот, расправите околу законот, расправите околу подпишувањето на законот, расправите околу одлуката за референдум, кој ќе треба собрание да донесе, ќе разнесат многу работи и многу од народот кој сега е прва е таа реакција така преплашен нешто да не се деси и така натаму. Така да ќе останат само оние кои имат гонат некои своји други цели или мислат на тој начин ќе бидат избрани, ќе влезат во парламентот или ќе дојде некоја политичка сила, ќе добијат или па некој место негде добро ќе добијат и така натаму. Тие се мал број и мислам оти, јас на пример сум оптимист што се однесува до референдумот. Мислам оти ќе успее и ќе се подобри ситуацијата. Народот е мудер. Повелете, исто тука имаме и други прашања. Добро вечер, јас сум Билјана Ристовски, исто студирам политички студии. Имам јас едно отворено прашање до било кој што би сакал да го одговори прашањето. Како го толкувате деструктивниот импакт од договорот, кој што доби облик на брутален протест, кој што исто така го дестабилизира мирот низ скопските улици? И дали мислите и кога мислите дека тој револт и незадоволство кај демонстрантите би се смирил, односно би се ублажил? Добро, Трушановски. Види, прашањето некако се надоврзува на претходното прашање, бидејќи го лоцира токму
токму проблемот дека половина популација размислува емотивно по прашањето. Останатата популација размислува рационално и прагматично. И двете позиции се во ред. Сосема е во ред да боли дека го менуваме името. Но сосема е во ред и да се прашаме што поинаку можеме да направиме. Дали имаме воопшто алтернатива? Која е алтернативата? Друга. Тоа е земја, за мене, е земја надвор од евроинтеграцијскиот прозорец на можности и структури на заштита и економски придобивки. Тоа е земја која што нема никако да може да ги оствари своите национални и стратешки цели кога ќе биде ранлива на секакви надворешни дестабилизации, внатрешно, меѓуетнички поделена, интеретнички поделена, економски, без никаков капацитет да заштити иднината на младите, да отвори работни места, да заштити животната средина. И тоа е рационалниот пристап, меѓутоа емотивниот пристап е сосема разбирлив. Борбата во престојниот период е да се убеди дека во меѓународната политика и во политиката емоцијата не може да ви биде приоритетен критериум на промислување и одлучување, бидејќи таа не постои. Во меѓународната политика постои само моќ, сила, и тоа е она што треба да го имаме на ум. Ние во такви небалансирани односи со Грција, каде што непропорционално е посилна таа земја од нас, таа ги држи клучевите за нашата иднина во Советот во двете земји, излековме компромисен договор во кој што двете наши главни грижи дека ќе го изгубиме нашиот идентитет се исчезнати. Ние остануваме македонци со македонски јазик. И тоа за мене е важно. Меѓутоа, луѓето, емотивната страна на популацијата која што не го гледа тоа, е разбирливо револтирана. Целта е да разбера дека таа емоција не треба да биде толку Извинете, ако силна, може само уште едно прашање да се надоврзам. Вие значи сметате дека чекорот кој што треба да биде направен од страна на демонстрантите, од тие граѓани кои што протестираат, дека уствари треба да е прифаќање дека нема друга алтернатива на овој договор, така? Чекорот е да промислат дали има друга алтернатива. А одговорот е дека моментално нема друга алтернатива, според мене, и дека во блиска или среднорочна иднина нема да има друга алтернатива. Бидејќи секоја наша алтернатива е поврзана со компромис, преку компромис со Грција. Немаме никакви илузии дека некој ќе притиска Грција, ако до сега тоа не успеа, дека да изнуди подобри, односно да прифати поголеми барања од страна на Македонија. Тушановски, само една реченица ако може. Тие луѓе не треба ништо да направат, тие не се виновни. Тие на кои што им се обраќаат, од кои што очекуваат помош, треба да им објаснат еднашка за што станува збор. Таму кај што беа денеска, треба да им кажат на тие луѓе да не ги замајуваат и понатаму, бидејќи кога говорат за предавство и национални интереси, бидејќи и така власта и опозицијата преговараат за многу крупни прашања, треба еднашка да седнат и да дефинираат уште еднаш кои се приоритетите и националните интереси на оваа држава, бидејќи очигледно од 91 кога ги утврдува и кога носеа политичка платформа господин Нанов за декларација за членство во ЕУ и НАТО, нешто се изместило околу приоритетите на партиите што се тоа национални интереси и ќе треба да си редефинираат, ама да им ги кажат јасно на граѓаните да знаат, бидејќи на референдум се оди единствено кога ги опозицијата и власта ќе имаат заеднички став, а не лидерот на едната партија и првиот и вториот вели ќе има референдум, ама јас ќе гласам против. Па тоа зошто е референдум? Зошто се залага за референдум? За да гласа против, за да го подели уште еднаш народот на пола, едни се за, а други против. Ве молам, национално единство се гради. Сметате дека тие што се против дека немаат доволно информираност и знаење за договорот и за позицијата на од страна на премиерот на опозицијата? Па до вчера представници на едни или истурени играчи на една партија говореа дека јазикот ќе биде северно-македонски, дека ние ќе бидеме северно-македонци, дека ќе изгубиме се. Очигледно и покрај ова, тие веруваат во таква вистина. Значи никој не им објаснува.
Мислам дека е во ред да прифатиме луѓето емотивно да одлучат на референдумот на крај на сите ние. Меѓутоа, доминантно да одлучиме емотивно, да го отврлиме договорот. И тоа е во ред. Тоа е секој избира за сопствената иднина и е негов став. Меѓутоа, придобивките од едниот или другиот избор кога ги вагаме, треба да го имаме предвид, иднината на земјата, иднината на нашите деца. И дали таа идна земја, надвор од сите овие евроатлантски структури, ќе може да го зачува она што ни е во моментот нас најбитно. Република Македонија, која што патем и не е име кое што меѓународно го имаме, тука имаме привремено име. Ние во нашиот микрокосмос, на нашиот устав, живееме со името Република Македонија, меѓутоа меѓународно никој така не признавам. Билатерално да, меѓутоа меѓународно немаме такво признавање. Се согласувам дека треба веројатно на тие граѓани кои што рековте дека не се против заради тоа што не имаат доволно познанство, дека треба перцепцијата малку да им се видоизмени во однос на друга насока, ете дека кои се тие придобивки, што всушност опфаќа тој договор и кон што води. Ви благодарам. Повелете. Добро вечер на сите. Фала ви многу што сте тука, затоа што ми давате можност да научам многу работи, затоа што јас сум ипак дете што е роден еден месец по средбата на господинот Тандов со Кисинџер во Грција и сите ние сме деца кои што живееме. 26 години имаме, кои некои помалку, некои повеќе, ама живееме со овој конфликт и проблемиве со Грција, што се така да тоа ни е животот. Сега, кога застанува збор, сакав да ви кажам, да се надоврзам на последното што го кажавте на господинот Тандов, дека постојат агитатори, постојано. Дали не мислите дека со оваа подалба на едните што се рационални, кои што знаат како е ситуацијата и кои што се за промена на името, другите емоционални, не се случува уште една подалба во нашава реторика што ја правиме сега. Сметам дека да се надоврзаме мал одговор да дадам пред да ви дадам и на вас шанса, дека и рационалните што ги нарекуваме не знаат кои се бенефитите за да го смениме името. Затоа што постојаната реторика, како што кажавте вие Басиме, е дека единствената пречка која што ја прави дискрепанцата измеѓу Македонија и другите земји како што се Бугарија, Албанија и земјите од источна и централна Европа што влегле, е единствено што ние не сме сакале да го промениме името последниве години. И заради тоа ние имаме помал животен век, имаме помали стандарди, имаме полошо здравство и се останато. Мислам дека таа реторика малку е чудна затоа што не ни дава информација за ние да сме рационалните купувачи или избирачи на слободен избор. Со Северан Љубиша се согласува многу на ова поле, затоа што тој избор што ни е даден измеѓу немање на избор и измеѓу тиранијата на слободниот избор. Мислам дека не знаат ни едните ни другите што се бенефитите ако го избереме името Северна Македонија. Тоа користиме само либерална реторика за да ги објасниме тие работи. Затоа сакав да ве прашам дали сте вие сигурни дека ќе имаме ние бенефити што со тоа што ќе го смениме името или представуваме некоја систематска како структурална линија од прилика да предпоставиме што ќе се случи понатаму гледајќи ги нашите соседи. Благодарам. Значи, прво би сакал да кога за процесот кога зборуваме, важно е објаснување до граѓаните и да има дебата, широка дебата и од стручната јавност, не само политичките партии меѓу себе да си ги кажат своите позиции, горе доле тие ни се познати. Меѓутоа битно е да се објасни. Меѓутоа многу е важно и критично е да не се постават погрешни тези. Еве на пример, погрешна теза би било дека некој прифаќа да смени име ради тоа што ќе добие нешто материјално. Меѓутоа, пренесувањето на таква порака е погрешна теза, затоа што зборуваме за емоции и материјални контекст. И во овој случај, значи, не станува збор за тоа. Јас кога ги спомнав примерите, кажав од сите економски параметри, да не ги повторам, и економски и социјални, земјите што станаа членки на ЕУ и НАТО, отидени се понапред од нас, а во 90-тите некои биле на исто ниво, а некои биле поназад од нас. Што сакам да кажам? ЕУ и НАТО тоа е систем на вредности, систем на солидарност, систем на многу други вредности што ги учиме и ги гледаме во Европска унија. Во тој контекст сакам само да потенцирам дека е исклучително важно сега кога зборуваме да се надоврзаме на претhodното. Значи, која е алтернативата? Ние алтернатива хипотетички не може да зборуваме.
Може да зборуваме споредба на статус-кво и тоа што ни нуди ова отворено прашање, перспектива. Тоа што се обидов јас преку бројки да го кажеме, само да видиме што статистиката ни покажува како земите што биле како нас пред 20 години или 25 години, каде се сега и каде сме ние кога сме биле под исто ниво или пред нив. Тоа се факти. Второ, значи, статус-квото. Дали статус-квото значи дека ние секогаш ќе останеме вака? Не. Статус-квото де факто значи дека ние ќе одиме поназад и попроблематично ќе биде, затоа што другите земји одат напред. Која е перспективата на Република Македонија со 2 милиони граѓани по статистика, голем дел од нив веќе одат надвор, живеат надвор, и кои се нашите економски трговски партнери? Кои се главните инвеститори што доаѓаат во Република Македонија што отворат нови работни места? За каква алтернатива, за каква споредба ние зборуваме? Гледате што се случува во Централна и Источна Европа, да не зборувам за развиените земји на Европска унија. Гледате што се случува во Западен Балкан. Сега да не зборувам само за Македонија. Цел Западен Балкан има поминува низ критичен период. Тоа што беше првично во минатата деценија по експанзивно се одеше во интеграциите, не секогаш ние сме на приоритетната агенда и во Европска унија. Тие имаат и своји проблеми како функционира Европска унија. Добро, сега е исклучително важно моментумот да се искористи. Да продолжат со коментарите, да, повелете. Но сакав да образложам тоа што претhodно кажам. Благодарам. На ова само сакав да се надуфатам дека можеби и тие вредности и идеали на НАТО и Европската унија не се секогаш толку миротворни, хуманитарни и чисти како што не изгледаат, но се согласувам дека и немаме друг избор моментално. Но сакам уште еднаш да потенцирам дека можеби тој емоционален аспект го има и кај овие рационалниве, затоа што искрено повеќето што ќе гласаат дури на референдумот и за промена на името, не одат од перспектива, барем според мене, на рационални купувачи и избирачи на тоа што им е дадено. Туку и тие емоционално одат, ќе имам шанса да отидам надвор за да работам за повеќе пари или ќе имам подобри примања. Ќе имам подобар стандард, ќе имам подобар живот и подобро здравство, што се во суштина емоционални прашања за секоја индивиду што живее овде. И ви благодарам. Не само индивидуалните, еве нека не се економски параметри, дали работа. Не ли мислите дека е добро од патриотски причини Македонија еднашка на една маса кај што седат сите големи да седне и Македонија. И во заедница каде што се одлучува со некогаш и со вето, дека таа некогаш за некој друг ќе стави вето. Значи досега вие учите политички науки, секогаш за Македонија некој друг одлучувал без таа таму да биде. Еднашка да бидеме земја што ќе биде рамноправна со другите. Значи да седиме на иста маса со претседателот на во НАТО на САД или со претседателот на Европска унија и да решаваме за себе па и за другите. Да бидеме како Грција сега што е спрема нас. Па мислам поголем патриотизам од тоа, не знам што друго треба да биде. Што има тука емотивно или рационално? Да бидеме исти, да се мериме јас со некој Џон или Вилијам, исти сме во се. И во знаење, и во интелигенција, и во технологија, и во политика. Да не ме гледа дека сум ја од некој Балкан, таму, не знам, на страна и ние ништо не сме само работници. На шала, лично јас се надевам дека никогаш нема да станеме како Грција и се надевам дека ќе го трансцендираме тој период. Сакам да кажам, иначе Грција... За да не ставаме вето на други земји за името и се останато. Добро, ма ќе имаш таа моќ, значи ќе бидеш моќен. Само да укажам дека опасно сега малку стереотипизираме помеѓу калапите на емотивци и рационални луѓе кои што треба да одлучат за спорот. И на некој начин ја го потикнав разговорот во таа насока, но меѓутоа веројатно бев погрешно разбран, бидејќи се разбира дека оние што на емоциите им се на прво место земаат предвид одредени рационални аргументи кога ја носат одлуката. Меѓутоа тезата моја е дека гласајќи против овој договор, оставајќи ја Македонија надвор од евроатлантските структури и зачувувајќи некаква идеја за национално достоинство, така да речам, идеја, не се прави рационален избор, иако луѓето што го прават мислат дека сами ќе можеме да обстанеме, сами ќе можеме да го зачуваме она што нас ни е важно од име до идентитет и така натаму јазик. Меѓутоа тоа е аргументот со кој што ја не се согласувам. Тоа е рационалниот пристап на емотивците, условно кажано, кој што мислам дека нема многу издржани аргументи. И се согласувам и со господинот Стојан Нандов кога зборуваше дека опозицијата на некој начин им ја олеснува
сака да си ги исчисти рацете. И со тоа што ова разговорот за емотивците е некакво пропагандистичко движење за опозицијата да може да се испере раце, како што беше и риториката на досегашниот разговор, затоа што со тоа што опозицијата излегува и се обидува да направи едно сценарио каде што ќе дозволи народот да гласа, јас сметам дека тие некако се надеваат дека ќе се смени името, кога ќе се промени власта, не да имаат чисти раце за да може да се дојдат, ние не направивме ништо лошо. Ние се обидовме да се бориме против ова, нашите раце се чисти, ајде сега гласајте на нас и ќе видиме што ќе правиме натака со евроатлантските интеграции. А сметам дека тоа е една замка што е правена и со години уназад кога сме осамостоени, со тоа што постојано се пролонгира решавањето на спорот со името. Ние сме немале надворешна политика, како што зборуваме, сме имале разговори со грците и надворешна политичка агенда, можеби само на хартија не било влез во НАТО и Европска унија, а никогаш немало залагање за тоа. Затоа што проблемот мислам дека е повеќе во политичка игра на тоа кој да дојде на власт во дадената земја. И сите разговори за ние да сме моćни пред светот може да паднат во вода се додека ние се препираме кој да биде помоќен овде и да се игра со емоциите на луѓето. Затоа сметам дека ваквите емисии се многу добри и ви благодарам на сите што сте овде и што имаме чест да ги слушаме овие разговори, затоа што се обидуваме да станеме по-рационални во однос на информациите што ги имаме и опциите што ни се понудени. На националистичка карта ќе профитираат на краток рок опозициите во двете земји дефинитивно, меѓутоа тој политички капитал со овој договор ќе биде истрошен на среден рок. Еднаш решеното име понатаму нема да биде аргумент за играње со чувствата и емоциите на луѓето, туку реалниот политички перформанс во борба против корупција, економски развој и останати суштински политики ќе биде мерило на изборот на граѓаните на изборите. И тоа е дополнителната додадена вредност од целата оваа работа. Со ова се согласувам, но само на меѓународно ниво. Внатрешно во земјата се сомневам дека ако се одлучи на референдумот и се подлегне цела процедура да сме ние Северна Македонија, дека ние овде ќе продолжиме да се нарекуваме северномакедонци и ќе го заборавиме целиот тој проблем. Ова е генерацијски проблем што ќе трае. Дури и ние сега да го смениме името, според мене, ова е моје лично мислење. Во Северна Македонија ние ќе продолжиме да се обраќаме овде како македонци, иако можеби за 5 години дипломите ќе не бидат северно-македонски универзитети се останато. Ќе има уште еден голем раздор во популацијава во земјата што ќе остане со поколенија. Значи проблемов нема да е решен со потпишување на договори на дипломатски преговори. Туку е нешто што моментално заради дискрепанцата и неоформеноста на јавноста, дали е тоа заради нивната недоволна политичка култура или дали е заради тоа заради националистичките пропаганди што не прогонуваат веќе 50 години, наместо национални идентитети, квази историја што си ја формираме секоја земја на Балканов сама за себе, тоа ќе биде нешто што ќе продолжува да има голем раздор во општеството. И мора да сме свесни за тој елемент. Без разлика како ќе се разреши овој конфликт, ние ќе останеме со многу голем раздор внатре во општеството едни меѓу други. Како ќе се обратиме на тоа кога не можеме ние претходно да се обратиме? Мислите дека НАТО и Европска унија ќе ни помогнат да направиме некој сад каде што ќе се средим? Да, ајде кус коментар на ова, дали ќе продолжи расколот во македонското општество, ако можам да го симплифицирам прашањето. Видите, расколот во општеството настанува заради блокадите кои сами си ги поставиме, но и кои ни беа поставени. Заради тоа, разни излези бараа. Некои бараа да одиме во антиката и така натаму. Јас само сакам да ви кажам дека Грција како ги убедуваше европјаните и странците за да биде таа во право, а ние да сме сомнителни. Во расправите за влегување во Обединетите нации, тие тоа како привремено решение го сметаа и сметаа дека мора да се внесе Југословенска, поранешна Југословенска република Македонија, заради тоа што тврдеа и им велеа дека нашата земја има аспирации за границите и така натаму, ама кога ќе биде призната и примена во Обединетите нации како поранешна Југословенска република, тоа значи дека тие се границите на државата, што во Југословенското време државата ги имал границите тие се. И ако сакате,
Истото се случи и кај времената спогодба. Кај времената спогодба си ја зачуваа грците поранешна Југословенска република Македонија, ама не ја напишаа во времената спогодба. Времената спогодба е меѓу прва и втора страна. Зошто ја сочуваа? Прво, не ја напишаа заради тоа што не сакаа во тој документ да стои зборот Македонија. А ја чуваа ваму во протоколот, во меморандумот што е после направен, кои права ќе ги имат они, кои ние, секој граѓанин, не знам, фирмите и така натаму, таму инсистираа да стои поранешна Југословенска република Македонија заради границите овде наши. Тие мислат дека ги заведуваат луѓето дека ако бидеме Република Македонија, сме држава на цела Македонија. Тоа е редентизмот. Тоа е редентизмот. Тоа е што тие сметат. Солунки е наш. Да. Благодарам. Тука би сакал да ги погледнеме поентите на вечерашната емисија. Ние имаме мнозинство, владеачко мнозинство кој го поддржува овој договор. Договор што е најдобро можно решение до сега по цел овој период и што нуди перспектива за Република Македонија. Ни мене ни ми е драго овој договор, особено зашто мора дома да се нарекуваме Северна Македонија. Не верувам дека постои човек и во преговарачите кој што радо го прифатил овој компромис. Но тоа е цената на компромисот. Можеме да го прифатиме на референдум или не. Судејќи по изјавите на претставителот, не верувам дека ќе го потпише барем во првиот наврат, но верувам дека исходот од референдумот, доколку е позитивен, претставителот би требало да стави подпис. Мислам и тој ќе го потпише. Овој пат и тој се свесен, без оглед на неговите изјави. Тој изјавува како да не е председател, туку како да е крал. Ние имаме устав, се знае што може да дури и у кралствата, уставните монархии тоа не го допуштат така. Беси ми само едно кусо прашање до вас, бидејќи овој договор некако и роковнички се поврзува да се имплементира најдоцна за 5 години комплетно. Значи ли тоа дека за 5 години од сега, ако помине ова референдумско изјаснување и сето тоа што треба да се случи оваа година, Македонија би станала членка на Европската унија? 5 години е некако и просекот на зимите откако почнува датум за преговори до членството. Со оглед на тоа дека Република Македонија голем подолг период е во оваа фаза, значи сметам дека тоа може да коинцидира со 5 години според вас е еден добар рок за Македонија? Да, тоа е еден пример горе-доле тука е од датум на почнување на преговори до официјално членство во ЕУ. Добро. Пред да ви се заблагодарам, имам едно кусо прашање до Љубиша, што му фали на име... Со кусо, што му фали на името Младен? Што толку се фати през Не е мое. Добро. Се шегувам, ви благодарам што бевте вечерва гости, господин Андов, Тршановски, Бесими Николовски, се разбира и за нашите студенти кои што беа многу активни. Почитувани гледачи, останете со програмите на Телевизија 24.